600 семејства од Штип мрзнат, македонски шуми молчи, некои се богатат, кажаа на прес штипските социјалдемократи. Истите тие граѓани се приморани да плаќаат и до 4000 денари за 1 метар кубен огревно дрво од приватни добавувачи, што е далеку повисока цена од цената на чинење на јавното претпријатие Македонски шуми. Ова представува сериозен удар врз нивниот стандард. Нема објаснување од Македонски шуми зошто нема дрва. Од тука се наметнува сомнежот. Дали некој не создава недостиг на огревно дрво за да се богатат одредени приватни добавувачи? Пресот на СДСМ е иницирано така наречената дрвна криза, која го тресе регионот и поради која 600 штипски семејства, главно пензионери, се уште се без огревни дрва, иако истите ги платиле. Вината за тоа од СДСМ ја лоцираа во Македонски шуми. Едно е јасно. Превработеноста во јавното претпријатие Македонски шуми со несоодветен кадар, примен исклучиво со партиска книшка на ВМРО ДПМНЕ и хаотичната организациона поставеност на јавното претпријатие ги оставија граѓаните на милост и немилост да се сноѓаат со огревно дрво како знаат и умеат. Од друга страна, од Штипската подружница на Македонски шуми, СЕРТА, излегоа со следново образложение. Секоја година нашите оврски се реализирани навремено и точно. Оваа година малце касниме со испораката, но според наши менаџерски убедувања на Македонски шуми, до 15 ноември сите граѓани и сите здруженија на пензионери ќе ги добијат потребните количини на дрва. Освен ова, од СДСМ побараа и одговор од ВМРО ДПМНЕ за тоа колку чинеше огревното дрво порано, а колку денес и колку дрва можат да купат со покачувањето од 600 денари.